Добро вечер, драги слушатели, драги гледачи. Вие се наоѓате на фреквенцијата на Радио Лидер 107,4. Вие сте тука со Денисо Коко. Техничка реализација се погрижија Мартина Костадинова и Јане Јанков. Главен уредник е Љупче Златев. А денешната тема е многу интересна и мислам ги опфаќа сите, не само во Скопје, него во целиот свет, затоа што луѓето се обседнати со тоа што другите мислат за нив. Денешната тема е зошто не треба да ви е гајле што другите мислат за вас и ќе ви дадеме 3 брутални факти зошто не треба да ви е гајле што другите мислат за вас. Ако се прашувате зошто не бевме тука овие недела днена, првиот ден колку беше на еден убав одмор, затоа што му фалеше да се освежи. Заслужен убав одмор после толку многу работа. Вториот ден јас се разболев, имав некој стомачен вирус. Право ви кажам, ми беше потешко од кога имав корона. Значи, еден ден стомачниот вирус се гледа дека е со педигрет, зимајте мава од земја. Еден ден, ама нема тие глупости. Губиш мирис, вкус, лево око ти гледа онде, десно онде, лево поклемпаво, тоа се случува само со лабораториски мучканици. Но значи заради тоа не бевме тука, сега се враќаме и мислиме дека денешната тема ќе биде баш нешто многу интересно што ќе ви се свија. Да се отргнеме од тие корона, сите тие вируси, да почнеме со нешто што е реален проблем, што датира можеби неколку илјадници години, сигурно. Значи, првата поточка е секогаш некој ќе те озборува без разлика што правиш. Значи, тоа е брутален факт, баш брутален факт, што сите луѓе го знаеме и го сваќаме, меѓутоа не го применуваме. Мислам дека сите го знаете, меѓутоа кој го применува тоа? Секој кога иде негде размислува што мислат другите за него, како го гледаат, како е облечен, дали другите го прифаќаат. Ретко има луѓе што стварно не име гајле што мислат другите за нив. Меѓутоа, ова е нешто во сршта на човекот. И јас понекогаш го имам тој проблем, порано го имав многу повеќе. Мислев дека сите мене ме гледаат, дека јас сум главната точка, тоа е далеко од вистината. И мислам дека кога би знаеле дека стварно другите луѓе не име гајле за вас, дека стварно секој му е гајле повеќе за себе него ли за вас, и вас не ве мислат повеќе од неколку минути од денот, и тоа ако е се, мислам дека многу полесно, многу полесно ќе ви биде да сватите дека луѓето едноставно се замараат со себе. Иако повеќе изгледа дека се замараат со другите, зашто повеќе озборуваат, повеќе ги наоѓаат недостатоците во другите, главната тема е они дека се најдобри. Дека тоа мислам, тоа е нашиот комплекс како луѓе. Ретко кој човек си признава нешто, дека има некој недостаток, дека има нешто што треба да го поправи. Многу луѓе мислам дека поради тоа и не идат подалеку од таа точка на, не знам, не учат ништо ново, кога ќе завршат со традиционално учење како што е факултет, мислам школа, средна школа, факултет, не се надополнуваат, не земаат никакви дополнителни курсеви, не учат јазик, и мислам дека тој раст веќе прекинува да иде подалеку. Баш како што кажа, животот е нели учење и многу од нас го завршуваат тоа учење на после колеж, така? Или кој идел на колеж, некој после средна школа, и не се учат нови работи. Тоа е највише затоа што заради тоа его, што сме го збореле многу пати, не се осеќаме удобно кога не сме добри во нешто, така? Да. И многу од луѓето само заради тоа не ни превземаат некои нови чекори каде што на почеток не би биле добри. Само заради тоа што не ни е убаво да се осеќаме. Убаво ние да се осеќаме да го правиме тоа што сме добри во тоа. Дури да не сме најдобри, да ни е комфорт од тоа. Тоа го правиме. Ако сме добри во, не знам, да бидеме келнер, тоа ќе го правиме цело време. Нема да речеме, може ќе учам графички дизајн, ќе видам како што ќе стане со тоа. Паралелно, имам сигурно саат време во денот, тоа го пробам. Да. Кога ќе почнете тоа го правите, не е удобно да се осеќате дека има многу голем пат да се изоди за да станете бар малце добри, и затоа многу од луѓето се откажуваат. Покрај тоа, како што не нели првата точка, мислиме дека буквално што и да правите, мислиме дека има некои, како да речеме, чекори што треба да ги следите за да бидете добри во очите на јавноста. И за другите да речат, браво, вие сте супер луѓе, победивте во животот. Тоа не постои, затоа што и да правите, за некој ќе бидете лоши, за некој ќе бидете добри.
колку пати не сум вежбал, он не вежба. Ќе почнам да вежбам многу, он многу вежба. Не пијам алкохол, он чуден е, не пие алкохол. Пие алкохол, он пие многу алкохол. Или што и да правите во животот, има некоја чавка околу вас што ќе чавка. Да. Било што, тоа ви го гарантирам. Значи, затоа таа игра не може да ја победите. Бесполезно е да ја играте и најубаво е да се фокусирате на тоа вие што сакате го правите и да идете натака, затоа што и на тој пат ќе има луѓе што ќе чавкаат, но бар вие го правите тоа што ви исполнува. И нема ви биде толку гајле за нив, затоа што на крајот на денот си легнувате срекни и не се грижите многу за нив. Да, баш и се спојува со втората поточка што е луѓето се обседнати со себе и воопшто не мислат за вас. Нешто слично на првата поточка, зашто навистина луѓето гледаат само за себе и мислам дека има поголем проблем кога сите мислат за себе. Зашто кога не се мисли за мнозинството или за сограѓаните, за комшијата како што викаат. Мора малце да мислам дека ова е многу голема грешка кај нас зашто сите сме обседнати со себе. И проблемот доаѓа кога нешто ни се случува на нас, некоја се случува на целината, на државата, на целиот народ. Тогаш не е проблем, ако ви се случува на вас, ако вие сте обсегнати, тогаш е проблем. Мислам дека тоа е една од поголемите грешки што ги правиме како луѓе, затоа што се одделуваме од заедницата и стануваме себични. И тоа е вистината дека повеќето луѓе гледаат само за себе, не гледаат за никој друг. И кога ќе почнат веќе да гледаат за другите, стануваат на некој вид на жртва, кога премногу гледаат за другите. Значи треба да најме некоја средина, пошто ние ако не сме здрави и самоуверени и све, нема че на никој да помогнеме, нели? Многу е јасно. Меѓутоа кога сме веќе на некој начин до некој степен самоуверени, здрави, витални, мислам дека треба малце да се посветиме на другите луѓе, затоа што еве и од наша гледна точка на бизнис, кога им помагаме на другите, имаме многу поголеми профит, збориме. Значи, се осеќаме подобро, помагаме... Кога се ставаш од нивна перспектива. Да, едноставно, твојата гледна точка е да им помогнеш на другите. Дали е тоа за производ да направите, дали е тоа за курс да направите, дали е тоа едноставно не мора да има вредност. Може еден убав мобе да направите со некој човек што му треба некаква помош. Едноставно, тогаш се осеќаме како живи, како да кажам. Тоа е едно чувство што не се опишува, се осеќаме баш во сегашноста, во моментот и се осеќаме живи, кога не мислиме само за себе. А од друга гледна точка, сватете дека сите луѓе мислат за себе на некој начин повеќе него што мислат за вас. И тоа е многу ослободувачко, затоа што кога знаеме дека другите мислат сите за себе и ние реално си мислиме за себе пред да мислиме на другите, нема толку да се обседнуваме што мислат другите за нас, затоа што ипак луѓето се секогаш они на прво место. Дури, не знам, еве, вашата баба, верувам дека највеќе. Меѓутоа, она ако не е здрава, како ќе ви помогне вас? Затоа сите луѓе си го зимаат своето пред и после го даваат на другите. Има на некој начин луѓе што се многу жртви, стварно што помагаат повеќе од што можат, меѓутоа и за мене и тоа не е правилно. Едноставно треба да се гледате себе, да бидете здрав, да бидете витални и од таа гледна точка да почнете да помагате на другите. Да, и како што викаш, тие луѓе, значи нас во природата не ни е да не се гледаме први себе. Да. Затоа ми е многу смешно, обично тоа се случува, малце ќе бидам морбиден се на гробишта, кога знаеш блиските викаат зошто мене не ме зема, ако стварно дое смртта и рече окей, излагај ти, влагај ти, тогаш друга ќе биде приказката, ама ја не, знаеш, ја не мислам сериозно, затоа што ние секогаш први се зимаме. Тоа е природа, да не беше така, немаше преживееме како род, како луѓе. Тоа е еволутивен механизам кој што не може да го избегнеме. Прво нешто, што да се случува, ако пукне нешто гласно, гледаме се заштитиме самите нас, не нашиот пријател или нашиот сакан. Прво вие се криете. Значи тоа е вродено во вашата ДНК. Од таму произлегува другото психолошкото, нели психолошкиот момент за тоа што мислат другите за мене, дали изгледам убаво, дали кога ќе излезам и се движам вака, ќе каже некој нешто. Сватете дека секој друг човек за кој што мислите дека ве гледа вас, истото го мисли и он. Значи сите се обседнати со своето јас шоу. Сите се обседнати со себе и сите го мислат тоа. Така да, логички е да сватите дека всушност никој не мисли за вас
колку што вие мислите дека тие мислат за вас. Вие мислите за вас највеќе и буквално што и да направите, другите нема ни да ве забележат. Буквално и да излезете без мајца на улица се прошетате, може еден човек ќе рече еј, видя будала шета без мајци, ќе ве заборави за 2 минути. Толку. Значи тоа ќе биде најшокантното нешто што сте го направили во вашиот живот, а за него се 2 минути кои ќе ги заборави за пола саат. И другите буквално нема ни да можат и да сакаат да посветат толку време за вас. Колку пати ми си има мене случај порано, ушу пубертет кога имав бубулици, ќе ми излезе точно бубулица пред некое излагање што си го планирал. И ќе си речам како баш сега како да е планирано ова да излезе за другите видат дека имам бубулица, уствари никој не ја забележува таа бубулица колку ти што ја забележуваш и колку што ти си опседнат во огледалото. Никој не излага надвор и да прати, он има бубулица. Да. Он дека се и на кафе, има бубулица. Никој не го прави тоа. Всушност вие се што сте за другите луѓе сте замаглен меур, не ве ни гледаат. Многу од луѓето дури немаат ни добар вид за да ве гледаат. Гледав една комедија, ќе се надоврзам на мојот. Вчера и многу се смеев зашто стварно така. Еден од споредните глумци, едниот глумец што е главен карактер, му вика ти не си ни битен. И овој го гледа и му вика јас сум главен лик во мојата приказна. И стварно така, стварно не е битен човекот, меѓутоа у негови очи не главниот лик на неговата приказна. Он што прави, ако го нема на филмот, да влеземе подлабоко, он си е главен лик. Он си иде у веце, он си спие, он си... Значи, сите сме главни ликови во својот живот. Како и да го вртите, едноставно вие сте главни и од вашата гледна точка почнувате. Сега, стварно немам дете, немам внук, да речам, поважен од мојот живот, стварно не знам. Меѓутоа, со оваа гледна точка, стварно, прво треба вие да се видите дали сте здрави и се, за да можете да почнете да помагате на другите. Да, и нормално тоа да не ве кочи во животот. Значи, вие сте тие, како што вика, колку главната улога во вашиот филм, но да не биде тоа дека, сега треба јас да глумам, затоа што сватете дека секој човек е главна улога во својот филм, така, кој што викаш. И он, за него вие сте такси драйвер број 37. Да. Не сте битен. Бот број 37. Може ни на кредит не ни излагате. Така треба да одлучите во вашиот филм што е главно и како главна улога да го целите тоа, затоа што другите стварно не име гајле за вас. Што и да правите, како што кажавме, некој ке чавка и не име гајле згора на тоа за вас. Така да се што ви останува, најдете тоа што сакате го правите и правите го без усул буквално. Идете натака и тоа е тоа. Кој да збори нешто нема буквално кредибилитет за да ви каже нешто. Што вие се знаете себе си највеќе. Тоа не носи и до третата подточка дека буквално никој не познава. Никој не познава како што ние се познаваме самите. Значи никој не познава 100%, освен самите нас. И никој не ни може да не познава. Дури и вашиот партнер со кој што сте најблиски, вашата фамилија, брат, сестра, и детето кога ќе го имате, никој нема ве познава 100%, затоа што единствениот човек што е со вас 24/7 сте вие, никој друг. Вие сте биле со вас кога ви било најтешко, кога ви било најубаво, кога сте биле најзбунети, изгубени во животот, кога не сте знаеле што да правите, колку и да ви помагале другите од вас, околу вас, другари, фамилија, тие не биле таму кога била битката, кога вие сте требале да се соочите да направите одлука некој. Вие сте биле, само вие знаете ни што сте прошле, вие си ги знаете маните 100%, си ги знаете јаките страни 100%, знаете зошто сте постапиле како што сте постапиле. Може би другите го гледаат тоа како лошо, но вие знаете дека можеби не сте имале друг избор. Вие се знаете 100%, друг никој не може да знае. За другите сте делче од вистината. 1%, 10% зависи колку сте блиски со другите луѓе, но 100% со никој, дури ни 50 мислам проценти со никој. Така да никој од другите луѓе според оваа логика нема кредибилитет за да ви даде некој одобрување во животот. За да ви даде нешто, било што, комплимент или... Тие може да ви дадат комплимент, но вистинскиот комплимент и вистинското одобрување единствен што е спремен за таа работна позиција сте вие, зашто вие сте биле со вас 24/7 секој ден од вашиот живот и вие се знаете најдобро. Нема
буквално мислењето на другиот човек нема кредибилитет да ви значи нешто. Колку што треба ви значи вашето мислење. Значи не бидете без памет, не ја вака мислам ќе правам, примајте совети, ма на крај на денот не барајте одобрување да живеете како што вие сакате да живеете од други луѓе, зашто не ве знаат и тоа е тоа, не може ни да ве знаат и да сакаат. Да, баш не може, рачунајте све ова што го збориме, согледате го дека и другите истото го мислат. Значи сите овие поточки ги мислат, секој човек ги мисли истите. Значи автоматски тука нема потреба да се грижите како може другите да ве гледаат вас, затоа што таа меморија вие што имате, сите тие ствари што се случиле од дете, од бебе, значи ние сме, нашиот мозок е буквално сунгер што пива се и не може никој да го знае што вие сте преживеале како деца, какви трауми сте имале, што сте искусиле, што ве мачи од детството, што се случило, што ви останало како да кажам белег во мозокот. Едноставно никој не ве знае вас. Не може да ве знае затоа што се уште немаме машина кај што ќе прочита сите мемории и ќе ги согледа тие мемории и рачунајте дека секој човек има уникатно свое доживување во животот. Дали бил тоа како дете, дали како пораснал, дали му се случило нешто многу лошо, дали нешто многу добро. Едноставно кога кажувате некоја информација во ја што го зборам ова, например Дени со како да кажам, со една мисла ќе го свари тоа. Другите ќе го сварат со друга мисла. Едноставно никој не го прима вашето знаење исто. Автоматски тука не може да водите надпревар како другите мислат и што мислат за вас. Затоа што тоа што го споделувате секој различно го впива. Меѓутоа, тоа не е битно на крај на денот, битно е вие како се осеќате со вас. Затоа што вие сте главниот карактер на својот живот. Едноставно само вие може да направите нешто подобро и да се унапредите до тој степен за другите едноставно да не ви е битно стварно што мислат за вас. Да, и пример психолошки момент, не е само тоа дека другите не ве знаат, него секој друг човек проектира дел од него врз вас. Значи, пример, јас како што го гледам како што гледам пример некој друг во мојот живот, ја го гледам така заради тоа што имам некој концепт за Коко. И ја тој концепт го проектирам врз него, но јас не го знам Коко 100%. Коко што се знае сам. Да. Ја сум бил со Коко цел живот и имам генерално правилниот концепт, но сепак тој концепт не е 100%. Да. Тој концепт што јас сум го направил во мене и сум го проектирал врз него. Сите луѓе го прават тоа за вас. Значи секој човек има различен концепт за вас врз основа на тоа какви знаења има тој човек, какви мемории има тој човек, какви сваќања има тој човек. Доколку видите човек пример со брада, голема брада и ви имате концепт дека луѓето со брада се страшни и дека се лоши. Вие ќе имате една идеја за тој човек. Ако друг човек го гледа истиот човек со брада и мисли дека луѓето со брада се атрактивни, ќе има скроз друга идеја за тој човек. И да седнат двајцата луѓе на маса, ќе имаат различно искуство со тој човек. Покрај тоа што тој човек истиот, а тој за него ќе биде и двете мислења од тие луѓе ќе бидат погрешни за тој човек затоа што никој нема го знае комплетно. Секој друг, значи секој во вашиот живот проектира нешто од него врз вас. Вие сте на некој начин како огледало и секој човек се гледа на некој начин сами од себе врз вас, врз тоа вие што му го нудите. Аспектот вие кој што му го возбудувате од него за да го прикаже на вас. Така да ова многу баш кога го дознав ми стана као онаков момент, зашто момент, баш. Стварно онака сваќате дека никој не знаете. Се што знаете се делови од вас кои што ги проектирате врз нив. Да. Луѓето, вистинските луѓе што постојат не ги знаете. Тие се позади тие аспекти и само доколку има простор да се дозволи на тој човек да се прикаже каков е, да се искаже, ќе дознаеме малце повеќе од вистината, но сепак не целосно, така? Да. А многу од нас не го ни дозволуваат тоа. Многу од нас имаме некој концепт за некој човек и он е таков. Да. И тоа го држиме. И не го менјаме тоа мислење. И покрај тоа што ние сме процес на настанување, така, не сме дефиниран проект, не сме продукт. Може тој човек се сменил од кога вие сте го имале тоа мислење за него, вие го држите тоа мислење, не го менјате и за вас тој човек е тој. Но тој човек не е тој. Вие така го гледате тој човек. Вие го проектирате
тој човек што го имате креирано во вашата симулација на животот врз него. Така да стварно нема поента покрај сите овие работи да се замарате со други луѓе затоа што е игра која не постои. Игра која се играте сами во вашиот памет и не значи ништо. Затоа што другите прво не се обседнати со вас колку вие што мислите дека се обседнати, не ве знаат, не можат да знаат и да ви дадат никаква критика, која што треба да ви значи нешто колку вие што може да си даете. И како што кажавме, на крај на денот никој не е толку битен, така? Никој не позна. Никој не позна, никој не е толку битен колку ние што треба да сме битни за самите себе си. Така да, не знам, овие работи кога ќе си ги ставиме заедно и кога стварно ќе ги сватиме, малце да размислиме за овие сите три работи, ќе се ослободиме да бидеме тие што сме, затоа што сватиме дека тие сенки што ги проектираме и што не спречуваат да бидеме такви какви што сме, едноставно не постојат. Се илузии буквално. Да. Како што растеме, онака интересна аналогија, како што растеме, почнуваме да ги осознаваме луѓето. Кога сме деца, например, нели во школски двор ќе се степаме, што се вика, ќе имаме кавга, имаме симпатија од основни, почнуваме да ги осознаваме луѓето. И мислам дека многу е битно да се нагласи дека после некое време, без, значи, не гледам физичка лепота на човек, како што викаш брада, брзо да ги осознаваме луѓето, интелигентно да ги осознаваме, затоа што многу луѓе ќе ни трошат време од нашиот живот. Тоа е многу битно да се каже, затоа што луѓето или ве градат, буквално или ви даваат енергија, или ве буткаат напред, или ве влечат надоле. Едноставно тоа е реалноста што мора да ја сватите. Ако сте обкружени со луѓе што се, како што викаме, џаболебари, што немаат иднина, што немаат никакви идеи, не знам, едноставно што немаат живот во нив, вие ќе бидете такви. Вие сте просекот на 5 луѓе што се обкружени. Тоа е поговорка кажана и тоа е факт. Ставена во цимент, може у 11 Божи заповед да го ставиме. Буквално е таква, значи мора да сватите дека мора да ги осознаете луѓето, ко прво ни вие не сте перфектни, ни ја, никој не е перфектен, мора прво сами да се осознаете и потоа да видите со какви луѓе сте обкружени. Можеби вие треба да се смените, можеби вие на некој начин ги влечете луѓето надоле. Едноставно златно правило е едно ќе ви кажам, кога зборуваат луѓето со вас, да знаете дека зборуваат и со другите за вас. Значи тоа е едно проста интелигентна работа што може да направите со луѓето. Видете, ако зборуваат со вас, значи вас во зборуваат. Едноставно не ви требаат такви луѓе што повеќе од времето само зборат за други и на крај од денот зборат и за вас. Значи малце поинтелигентно гледајте ги работите, сите имаме искуство со секакви луѓе, барем што сме, значи од основно, од средно, од факултет, генерално знаеме какви се луѓето и не си го трошете времето со луѓе што ќе ве влечат надоле. Значи, да, извини ако те прекинав. Не, слободно. Но исто така и некои луѓе осеќаат и енергија и тоа мора да го напоменеме. Значи таа енергија што осеќате од друг човек, таа не лаже. Значи ако осетите дека нешто не е окей со тој човек, верувајте на тоа. Ако ништо друго, бар прашајте што не би можело да биде во ред, затоа што ние подсвесно примаме некои движење на телото што свесно не може уште да ги израчунаме, но нашата подсвест ни ги рачуна и ни кажува, он кога кажа дека ти мисли добро, мрдна некако. Да. И тоа кажува дека не ти мисли добро. Тоа свесно не го воочуваме и затоа сеќаме некоја енергија со други луѓе. Тоа е уствари вашата подсвест како комуницира со вас. Кога ќе осетите нешто дека е чудно со некој човек, верувајте му на тоа. Затоа што многу повеќе пати од колку што било погрешно, било точно, бар во моје искуство. Да. Исто така и како што вика Коко, има некои златни правила што доколку ги следите, нема тутка. Значи гледајте, едно друго правило, како луѓето зборат. Значи што зборат и како го зборуваат тоа. Доколку некој човек зборува и сите реченици, сите муабети му се јас мислам дека ова, јас ова, не се става во друга перспектива, значи тоа е многу егоистичен човек кој се зима сам себе во центарот на вниманието и мисли дека се врти околу него. Значи тој човек не ја зима перспективата на други луѓе
И затоа ние може да контролираме што ќе кажеме, но како ќе го кажеме тоа не може да контролираме. Начинот на кој што ги изговараме речениците не може да ги контролираме. И многу од психолози уствари кога ќе идете на терапија, тоа го гледаат, не тоа што ќе кажете, него како го искажувате тоа. Дали зборите повеќе во прво лице, дали ги зимате другите во обзир. Значи, почнете вие да го пратите, тој ќе видите дека тоа е уствари вистината, која што не може да се скрие. Тоа што го кажуваме може да се скрие. Така, секој може да излаже. Како викаат, првиот саат од кога човекот научил да збори, научил да лаже. Баш. Но еве тоа... децата, значи ко мали, баш одма лажат, значи тоа е природно нешто, никој не ги научил. Видов вампир, ќе каже, не постојат, например, видов монструм, не постои тоа. Дали ти го изеде чоколадото? Не, измачкани цели на фаца. Значи едноставно тоа не е природна. Меѓутоа, пак како што кажал, намерата не може да ја скријат луѓето. Намерата што име? Како ви го зборат тоа? Кој им е намерата позади тоа што го зборат? Начинот на тоа како го зборат ќе ви издае нивната намера. Еве јас на пример бев викнат на состанок за да помогнам на некои луѓе за социјални мрежи, како да почнат, кај да се обратат, ако сакаат веб страна да отворат, од кај на пример дали да отворат Facebook, Instagram, не е битно. И седнав и на човекот кој што му помага викнал другар. И сега другиот човек почна да ми збори работи што сакаше да ми докаже дека знае повеќе од мене, а стварно се гледа ништо нема направено до сега во животот. Едноставно има само натрупани информации без никаква акција. Јас можеш да го согледаш тоа многу просто, значи ќе те прекине додека му објаснуваш, а викнат си за да помогнеш. Јас го прашам, мислам, стварно сакате да ви помогнам или сакаш да ми едноставно гледам дека знаеш све. Едноставно не ти треба мојата помош. Значи луѓето можете да ги осознаете по самата намера. Ако ви едноставно приметив ми се убацува во збор, сака да каже, а ти си пробал ова да направиш, а зашто кога можеш да го направиш? Зашто ти не си го направил тоа ако можеш да го направиш? Да, намерата му беше да се докаже и ја да имам некаква слика за него, што кој што викаш ќе ја забораваме за 3 минути. Нема поента, едноставно припазете како го трошите времето и со кои луѓе сте опколени. Без разлика на тоа, стварно, пошто вие сте главниот карактер на вашиот живот, припазете со какви луѓе се опколувате, затоа што тие ќе го изградат вашиот живот. Едноставно да ве стават со успешни луѓе, вие ќе бидете успешни. Или пак ќе ве отфрлат од тоа друштво, затоа што не припаѓате таму. Ако бидете со среќни луѓе, ќе бидете со среќни опколени. Едноставно тоа е реалноста. Мора да увидите кои се луѓето околу вас и дали сакате во таа насока да се движите кај што движи баграта, како да кажеме. Тие 5 души кај што движат, ако сакате таму да идете, едноставно останете со нив. Ако сакате некаква промена, увидете ја порано, за да можете да направите некаква акција и да се смените. Да, и мој совет, најдете како сакате да бидете и најдете ги тие луѓе. Сигурно има луѓе како кои што сакате да бидете, како живот што живеат како вие што сакате да живеете. Да. И пробајте да се обкружите со такви луѓе, затоа што ако ништо друго ќе ви кажат совет за како и вие да направите нешто во таа насока. А верувајте ќе добиете многу повеќе, затоа што како што кажа Коко, можеби не е 11-тиот заповед, но е една од најголемите тајни на успешните. Кои луѓе се околу вас, таков сте вие. Тоа нема бегање од тоа, буквално. Значи, психолошки има се викаат mirror neurons, значи како неурони на огледало. Да. Тие неурони се во секого од нас, значи во мозокот и ни даваат способност да чувствуваме емпатија. Значи кога некој е тажен, кога е намуртен и ние ја мимикираме на некој начин, ја копираме таа емоција. Значи кога некој човек е насмеан и нас ни доаѓа да се насмееме. Тие неурони уствари ни кажуваат која е неговата перспектива, како он се осеќа. Затоа уствари ние како луѓе сме се воздигнале толку повеќе од животните, така? Затоа што сме можеле да се прочитаме кои сме и сме можеле да соработуваме заедно на многу проекти за да изградиме општество, градови, држави и така натака. Тие неурони исто така кога сте обкружени со луѓе што ве носат надоле, ви ги копираат мислите, емоциите на тие луѓе и вие сакале нејкеле буквално го пиете тоа што го пијат и они. Ако они се негативни, вие сакале нејкеле ќе ги имате тие хемии во вашиот мозок, затоа што вашите
вашите неурони на огледало ќе го копираат тоа и ако некој се осеќа негативно и тажно и вие ќе се осеќате така. Така. Ако некој се осеќа позитивно и среќно и вие ќе се осеќате така. Значи нема бегање од тоа, буквално е најголемата тајна за неуспешните. Ако сакате да сте успешни, обкружете се со луѓе што имаат бистар мајндсет, што се позитивни, што гледаат на можности отколку на пречки и вие ќе размислувате така. Без да се форсирате, автоматски ќе ви се обликува така памет. Да, немојте да бидете, мој совет е да не бидете, да бидете осамени некој период, не е страшно. Едноставно ние како луѓе сме малци исплашени кога ќе останеме сами, не фаќаат тие лоши мисли како што викаат луѓето, многу луѓе, јас знам лично многу луѓе што не можат сами со себе да седат. Значи тоа е нешто што мора да се увиди. Ако не можете сами со себе да седите, значи има некој проблем што мора да го решите. И едноставно ако не ви одговара вашето друштво, ако не ви одговарат луѓето околу вас, едноставно одделете се и бидете сами некој период. Бидете сами со себе, ќе се осознаете многу подобро самите себе и ќе дозволите на вас да се обкружите со правилните луѓе што ќе ве носат напред наместо да ве влечат надолу. Да, многу убаво кажано и мислам да сумираме се што кажавме до сега, дека вашиот живот е ваш живот, вие сте главната улога, на никој не му е гајле за вас. Тоа може да ви даде слобода, може да направи се осеќате, на никој не му е гајле за мене, може да направи се осеќате, на никој не му е гајле за мене, зашто да не го правам тоа што јас сакам да го правам. Вие сте главна улога, треба вие да знаете, не треба да чекате од другите да ви кажат што да правите, вие сте тој или таа кој што треба да одлучите што е тоа што ви исполнува во вашиот живот и да целите на така, all in, буквално, и верувајте дека што и да правите, колку и да сте перфектни, ќе има некој што ќе чавка. И да бидете најперфектни, ќе има некој што ќе рече, тој е премногу перфектен. Исус Христос и буде имале чавкаче што се вика. Исус Христос буквално ќе го земе како човек што постоел, знаеме како завршил, така луѓе им сметало што им кажувал сакајте ги сите. Тоа им сметало на некои луѓе. Значи буквално што и да правите, има и за мајка Тереза луѓе што така што кажуваат лоши работи. Буквално кој да сте, поготово ако сте некој, ќе има луѓе што ќе зборат и ќе чавкаат. Така да не ви се битни, зашто не ве знаат и никогаш нема ни да ве знаат кој сте. Никој нема ве знае кој сте. Тоа е тоа. Целете на кај тоа што сакате да го правите, слободни сте да живеете, буквално затоа што никој нема право да ви замери. Да. Дечка, ако имате некое прашање, ние сме на Facebook, може да оставите прашање, да прашате што било, ние ќе ви одговориме во наредната емисија. И мислам дека доста споделивме на оваа тема што стварно и ние осеќаме лично и мислиме дека би ви помогнало вас. Да. Така да се гледаме во четврток. Имајте убав ден од мене. Убава вечер и се гледаме во четврток. Чао, чао. Пријатно.